Пржинската влада ја беше смислена како одговор на нивното насилие што го правеа во изборните циклуси. Имајќи го искуството она што правеа во Карпош, А што правеа другите кога беа на власт? исто се однесува и за другите, што значи дека кога си во опозиција треба да имаш пржинска влада. Делото Не може полиција да Оливер стои, Спасовски не може полиција да стои узлокуќени на прилазите узлокуќени, а со оние моторчињата волт да внесуваат пари унатре и да делат и да не реагира никој. Ако имаш министр за внатрешни работи твој, ако имаш одредени началници, тоа ќе се однесува другачие, па да видам нека земе тој што е на власт да малврезира. Така е. Меѓутоа, кога беше СДСМ на власт, кога предложија укинување на техничка влада, Оливер Спасовски беше тој кој што викаше не треба да има техничка влада. Ние сега зборуваме дали ние имаме фери демократски избори во Не, ние државата. немаме фери демократски избори Епа. и техничката влада не е никаква гаранција дека ќе има фери демократски избори, тоа само ти го кажам. Не е никаква гаранција. Не би рекол така. Еве што Барем направија не за во локалните избори. ваква форма. Ако има влада за избори, тогаш таа влада за избори треба да биде цела влада за избори, а не само ова или само ова. Или треба да има еден штаб кој што ќе ги води изборите и ќе биде владата, ќе биде ставена институциите ад акта, ќе бидат сите ДИК треба да ја води државата во тој момент. Па Дик е пак од политички партии составен. Добро, ама од сите. Идевме ние по терен со камерите и ги гледавме што прават. Никаква разлика не се прави. Само се прави поголем хаос. И затоа треба да ја укинеме, а? Не да ја укинеме, не викам да ја укинеме, меѓутоа треба да се најде некоја форма која што ќе гарантира фери демократски избори. Само треба да се најде друга форма која што ќе биде поефикасна, иначе ова нема ефект никако, имало немало. Влада тоа никому ништо. Таму кај што има началници на СВР и на ОВР, таму имаше крадеа едните. Таму кај што нема крадеа другите. Ниту техничката влада гарантираше победа на ВМРО ДПМН, ниту техничката влада гарантираше победа на СДСМ.